Благодарам. Колега Хусни Исмаили, се согласувам со вас и ќе се надоврзам на тоа дека власта е хакирана и дека нема капацитет за решавање на проблемите, ниту па да спроведат сериозни реформи. Влезот на Алијансата на албанците представува уште само некој месец плюс продолжување на мандатот, односно за спас на владата. Оваа влада пред само една година склучи договор со вашата претеничка група на Алтернатива повторно за спас на владата, за сега да го прекршат тој договор. Ова ли се европските вредности кои не знаат ниту да ги почитуваат, ниту па да ви се заблагодарат? Колега, да, точно е дека лажат, се што ветија излажаа, зато не им верува народот. Донесовте правилна одлука да бидете опозиција и да ни се приклучите. Владината реконструкција се случува на само неколку месеци пред регуларните избори, така што новите министри нема да имаат никаква шанса за толку кратко време да реализираат какво било реформски процеси, освен да распишуваат тендери и бизниси. Сметам дека станува збор само за личен интерес и затоа во ваквите реконструкции и промени не гледам ништо друго, освен дека се отвора сомнеж за приклучувањето на владеачкото мнозинство. За жал на власта и се поважни партиските математики и пазарења со кои здравството, па и другите министерства ги ставија на продажба. Најголема жртва во сето ова се граѓаните кои не може да добијат квалитетна здравствена нега, бидејќи ниту еден министер не може да остане доволно долго да направи некакви реформи во здравството и не остана подолго време на функција ниту некој па министер за правда за да спроведе некакви реформи во правосудството. Ќе си дојде некој на министерска функција, ќе си поседи извесен период и ќе си замине без да каже што направил, каква одговорност превзел и што испорачал додека извршувал функцијата. Во суштина ја посакуваат позицијата само за да вртат тендери, пари и слично. Сметам дека станува збор само за личен интерес и затоа во ваквите реконструкции не гледам ништо друго. Наместо да дебатираме за идејни решенија, за решавање на проблемите, напротив, секој ден